Добар ден и од мене, ова е најновото издание на емисијата за практично родителство 0+ месеци на телевизија Телма. Денес имаме една многу интересна тема. Често бебињата и малите деца може да развијат покачена температура без некои очигледни симптоми на болест. Нејасната температура може да биде многу висока, проследена со треска, а многу често причина за тоа се уринарните инфекции. Инфекциите на уринарниот тракт се многу присутни во раното детство и може да зафатат било кој дел од уринарниот тракт. За сето ова подетално од денешниот гостин, професор доктор Велибор Тасич, детски нефролог од Клиниката за детски болести во Скопје. Добре ни дојдовте. Добар ден. Значи, ќе започнеме со ние покачени температури кои што не даваат јасни симптоми. Повеќето од нас поминали барем низ некоја епизода со уринарна инфекција во животот и сега ги знаеме тие симптоми. Тоа е пецкање, непријатност, примокрење, доколку се зафатени бубрезите и болка, но кога станува збор за бебињата, тие не може да зборуваат. Да, така е. И сега тука е многу комплицирано кога гледате бебе со покачена температура, а не знаете што му е, не му тече носето, не кашла, не му е ништо велиме, а има качена температура. Така, ајде сега да почнеме од тука, на што родителите најпред треба да се посомневат и како да постапат кога детето има таква температура. Мислите воопшто покачена температура или конкретно за уринарна инфекција? Па еве кога да почнеме со покачена температура, со нејасни симптоми. Со нејасни симптоми. Знаете, секогаш треба прво да се види она што е најочигледно. Најочигледно дали детето има некакво воспаление на дишниве патишта. Тоа ќе се одрази низ потешкотиите, низ дишењето, тешко дишење, свиркање, некакви звуци. Понатаму дали евентуално реагира на допир, дали не се работи евентуално за воспаление на ушите. Па понатаму дали има, например, столица која што е проливеста, која што може, и на крај да се посомневаме евентуално за уринарна инфекција. Добро спомнавте дека кај уринарна инфекција не постојат симптоми, особено во најрана возраст, новороденечка бебешка. Јас им велам на студенти и млади доктори, ниедно бебенце нема да викне јас имам пилонефрит. Значи, вие мора да испитате урина. Мора во таква ситуација. Апсолутно се слагам. Еден доктор кој што во своја амбуланта има 30-40 фебрилни дечиња, не може на сите да им залепи кесич или да направи урино анализа, тоа ќе оптерети лабораторијата, али треба да направи селекција на оние деца каде што постои можност, сомнение да евентуално се докаже уринарна инфекција и да се почне брз и соодветен третман. Така. Се случува децата да имаат и висока температура проследена со треска. Како треба во тој случај да се постапи? Да, видите, треската може биде многу непријатна работа. Значи, гледката при треска е стварно, имате едно дете кое модре, кој има тресење на целото тело, кое на некој начин е занесено и во таа ситуација прво не треба да се даваат антипиретици, не треба тоа дете да се лади. Напротив, треба да се затопли, да се става чебиња, се затопли, па дури кога ќе видиме, измериме дека температурата ќе постигне плато, 40, кога ќе се затоплат краишниците, дури тогаш можеме детево да го разладуваме, ќе постигнеме контраефект. Замислите едно такво дете да ставите во када или да го туширате. Значи, родителите треба да бидат внимателни, да видат ако постојат било какви знаци, значи за треска, ежење, не сме да се дава ниту антипиретик, ниту да се разладува тоа дете. Такво е многу корисен совет, бидејќи тука се греши. Веднаш го носат во окупатило да го истушира, да не ја качи температурата. Никако ќе го шокираме уште повише. Така. А колку често се случува дел од оние деца кои што имаат фибрилни конвулзии, значи многу висока температура и се јавуваат грчеви, мозочни грчеви, да имаат проблем всушност со уринарниот тракт? Па видите, во основа е уринарна инфекција. Таа може да биде без температура, ако е локализирана на долните патишта, на долните уринарни патишта, значи на мочниот меур, но ако е локализирана во бубрезиве, основен симптом е покачена температура над 38,5. Значи таа покачена температура ќе доведе до кај некои деца кои што се пресетли отприлика околу 5% на детска популација има склоност да направи тие така речени фебрилни конвулзии или грч или фраз, како што се нарекува во народот, се работи за една кондиција која е бенигна, која не е сериозна, но сепак треба да се изреагира. Значи, основно е, не треба никаква паника, тоа дете треба само да се сврти на страна, ако има храна, да не дојде до аспирација и никакво манипулирање. Значи, у народ постои некаква предрасуда дека ќе дојде до закушување, дека јазикот никако ништо, напротив, ќе унаштети на детето и сами ќе се повредат.
Значи, апсолутно ништо. Значи смиреност. Само смиреност, што е паника, тешко во такви моменти, но непријатна ситуација и сите лично сме ја доживеале со нашиве блиски, но треба да се биде присебен. Така. Дали потоа најчесто следат испитувања на клиниката за нефрологија? Не, клиниката за нефрологија во однос на урина инфекција, мислите на клиниката за детски болести, да. На клиниката за детски болести, значи тие деца се хоспитализираат, се примаат, значи додека инфекцијата прво не се санира, нормално и на некој начин да родителот се релаксира, да се запознае, да помине инфекцијата, ето така. Така, како да постапат родителите кога треба да симнат температурата? Што е најдобро? Дали разгладувањето е првиот чекор, кој што е клучен? Значи, како што рековме, прва мерка, никако паника, никако трчање до амбуланта или трчање до клиника, само се создава гужва. Значи, треба да се даде прва помош, да кажеме, на запад, во Америка, Западна Европа, никој не ве прима у амбуланта ради висока температура. Ве прима ако детето е загрозено. Значи, прва помош треба родителот да ја даде дома. Значи, што? Прво, детето, ако е презатоплено, треба да се разлати. Тоа е прва работа. Друга работа, треба да му се понудат течности. Трета работа, ако нормално рековме, прво треба да се измери температура. Не се реагира на температура која што е 37,5 или 38, таа температура дури е корисна за организмот. Значи, бидејќи сите процеси кои што водат до убивање на бактерии, вируси, многу е битно да температурата е негде околу 38. Веќе таа температура на 38,5, 39, таа е веќе тешка, го измачува организмот, поготово оние деца што имаат некаков хроничен проблем, што се хроничари, деца кои што имаат хронични заболувања, срцеви заболувања, да, таа температура нели ги измачува. Значи, треба да се разлади. На кој начин да се разлади? Еве, сам си поставам прашање. Па, видите, туширање е една фина работа, но туширањето не е толку ефикасно. Еве, земете вете, вие кога се туширате, дали можете да се разладите за 5 минути, бидејќи водата бега од вас. Најдобро е, значи, да детето се положи у кадичка, да си легне у кадичка, со полека приспособување. И таа вода не сме да ви е 20 степени, таа треба негде 30-33, температура на вашево тело е 39-40 и после извесен период ќе дојде до некакво нивелирање. Кај бебето тешко. Вие кај бебе не можете го положите у кадичка, ќе се удави, нели? Кај бебето јас би препорачал масирање, нели, или со алкохол, медицински алкохол, или виткање во чаршави. Ние тоа го правевме на клиниката. Ја овде сакам да го спомнам нашиот доајен на педиатрија професор Добојаджиев, кој воопшто не ни дозволуваше да даваме антибиотици, па ние на дежурства можевме да се справиме со тие деца со температура само со физички методи, само значи со ладење, со масирање, со виткање во чаршави. Еве конкретно за нашиве гледачи да кажам, ќе земете еден чашав, биде тоа памучен или ленен, природен материјал, значи ќе се потопи у млака вода, ќе се истиска и детето комплет ќе се свитка у тој чашав и чекате, значи, за едно пола сат време доека тој чашав не се исуши од температура, значи од топлината на телото од бебето, чашавот ќе ја одземе, вие ќе измерите температура, да нема да испадне на 36, али доволно степен 2 да спадне, детето на некој начин ќе се освежи, можете да му дадете течност, малку ќе живне. Па температурата повторно се качува, вие повторно виткате нов чашав и така натаму и цела ноќ нема спиење. Добро, не велам дека у денешна ера да мора исклучиво на чаршави, ќе се даде и антипиретик, нели, средство за обарање на температура, но знаете и тоа има несакани ефекти и не сме оно да се дава баш на 4 на 6 сата упорно, значи воглавно да се резервира за ноќните сати, бидејќи тогаш родителите треба да се одморат. Така. Во овој дел од емисијата можеме да ги вклучиме и гледачите со нивни прашања. 3076-677 е телефонскиот број на телевизија Телма. Слободно вклучите се во програма. Сега детето кој што има температура, нејасни симптоми, еве сугерирате дека треба да се испита урина. Кај бебињата на вистина тешко да се собере урина, има препораки да се користат еве конкретно овие кесички. Можете ли да ми објасните во кој случај се користат кесичките, кога не се препорачуваат, некога се вели да се фати среден млаз на урината, неопходно ли е тоа кај бебе? Не е неопходно. Значи, видите, може, да, кесичката е корисна, но кесичката ни е добра за да фатиме примеров на урина, барем оно што може ние визуелно да направиме инспекција, преглед на урина, да видиме доволно дали е бистра или матна урина. Значи, ако имаме бистра урина, немаме апсолутно никаков елемент за уринарна инфекција. Понатаму тој примеров може да се испита. Сега, што е проблем кај кесичкава? Кај кесичкава постои голем процент на загадување, бидејќи тие бактерии
кои што водат до уринарна инфекција, тие живеат и надвор, на надворешниот генитал и млазот на урина може да ги внесе во кесичката, тие да пораснат на култура и да добиеме лажно позитивно урино култура, да не се работи за уринарна инфекција. Ние тоа го велиме контаминација, загадување. Но, како што реков, сосема доволно е да видите макроскопски дали таа урина е бистра или матна. Так. И сега се случува, како што споменавте, да бидат изолирани бактерии, но анализата на урина пак да не покажува седименти, односно леукоцити и бактерии присуства класична. Дали во тој случај децата треба да пијат антибиотик? Многу родители се збуднати кога ќе добијат таков резултат дека во уринат изолирана бактерија, а добиваат совет да не прима антибиотик детето. Не би требало да примаат, бидејќи се работи за загадување и практички јас ги советувам родителиве, значи доволно е само обичен преглед на урина или еден лабораториски преглед само за седимент, доколку обичната урина е нормална, нема воопшто потреба да се праќа за уринокултура. Ем се губи време, ем се прави трошок, ем непотребни размислувања дали да се даде антибиотик или не. Така, да ги вклучиме гледачите кои што се на линија. Добар ден. Добар ден. Го имаме првиот гледач на линија со прашање, повелете. Ви благодарам, поздрав до гостина. Благодарам. Јас би сакала да прашам нешто во врска со температура. Мојата ќеркичка е склона, година и пол, склона е кон грчеви за предизвикани од температура. Сега кога прв пат се случија грчевите, јас бев сама дома, значи буквално паника, трчање на педијатар. Сега педијатарот како превентива или не знам, после грчевите имаше примерно диазепам. Така. И сакала, значи со препорака на педијатар дома да се има диазепам. Значи после грчеви диазепам и чепче парацетамол. И сега некако што мене некако не ми одобруват. Јас сакала абсолютно мислење од докторот во врска со диазепам и грчеви. Така, ви благодарам што се вклучивте во програма. Ова е чест совет од лекарите да се има чипче диазепам во случај на висока температура и појава на грчеви. Видите, многу ставови се изменија. На времето јас кога почнав специализација педијатрија, ние дававме фенобарбитон, нели, имавме многу доста агресивен став во третман. Денеска и по последните препораки на Американската академија за педијатрија, што за нас беа стварно некако чудни, неприфатливи, не треба се дава никаква терапија доколку се работи за прости фебрилни конвулзии, значи прости грчеви. А тоа е карактеристика да грчот е краток, да не трае повише од минута 2-3 до 5 минути, да нема никакви други, да кажеме, невролошки испади симптоми, да се работи за здраво детенце. Да, ова ситуација се јавува најкасно, да кажеме, од 6 месеци до 4-та година, значи тоа се прости фебрилни конвулзии и не треба да се дава никаква терапија, не треба никаква профилакса. Видите, додека вие припремите чепчето кога ставите, грчот веќе може сам да помине. Она што е битно и што се знае, да тие фебрилни конвулзии, тие грчеви не прават никаква оштета на мозокот, тоа е битно. Так. Значи, многу често се случува додека ние се припремиме, додека мене сестра ме викне на одделение, грчот помине и јас немам потреба да дадам никаква терапија. Основно е не остава никакви секвели, проблеми на детето во смисло на неговиот психички, моторички развој. Што е многу важно. Што е многу битно. Ајде да го вклучиме и вториот гледач кој што е на линија. Добар ден. Добар ден, во програма сте, повелете. Дали се слушаме? Мислам дека имаме проблем. Може да се вклучи гледачот подоцна во програма, нека се јави уште еднаш. Јас би ви поставила прашање поврзано со бактериите кои што се причинители за уринарните инфекции кај децата. Од каде потекнуваат тие? Дали се тие дел од нормалната цревна флора? Да. Сами го дадовте одговорот. Да, тие потекнуваат практички од флората на самото детенце. И многу често родители ќе кажат тоа е од нокчичето, тоа е од градинката. Не, нема никаква врска. Значи, ние имаме деца кои што се напуштени на камени мозг, кои што просат, па немаат никаква, да кажеме, хигиена, па немаат уринарни инфекции. Значи, вие мора да имате, тоа е ваша бактерија, вие имате во цревото, таа го населува, да кажеме, уринарниот тракт, стално влегува, колонизира, но организмот со нејзе се изборува на тој начин што имате нормално, ефикасно мокрење. Ако имате било каков проблем, се наруши тој процес на измокрување, на исчистување на уринарниот тракт, оно што американци велат washout, испирање, значи
тогаш постоji šansa da dojde do urinarne infekcije i osobeno ono što je za nas tipično ovdje. Moram da kažem sasvim odgovorno, zloupotreba na antibiotska terapija. Osobeno, kad devojčinjata za den, dva, tri, posle davanja na antibiotska terapija, mnogo često roditelji te referira deka se češat, videći se narušava normalna flora i tije veće patogeni bakteriji možat lesno da navlezat v urinarni trakt i da dovedат do urinarne infekcije. Так, доаѓаме и до оној дел, еве сега повторно бактериите и антибиотиците. Ешерихија коли е меѓу најчестите причинители за првата бактериска инфекција кај децата, барам таква информација најдов на интернет, околу 90% од децата со прва бактериска инфекција на уринарниот тракт се должи токму на ешерихија коли. Сега има различни соеви на ешерихија коли. Дали сите типови на бактерија може да предизвикаат голема инфекција? Да. Бидејќи кога ќе добиеме нели наот ешерихија коли, дали значи дека таа бактерија е опасна или пак не е опасна? Значи имате еден спектар од една што, како би кажал, добро чудна ешерихија коли, што 3% здрави девојчиња има, да кажеме школски девојчиња, ја има таа ешерихија коли и тој термин се вика асимптомна бактериурија. Значи имате бактерии во уринарниот тракт, но немате симптоми, асимптомна бактериурија. И тамо не смеете никако да давате антибиотска терапија. Зашто? Ако незе ја уништите, таа е некаква брана, организмот си направи договор со незе, договор за коегзистенција. Ако незе ја уништите, ниједен простор не останува празен, биолошки особено. Веднаш навлегува нешто што е опасно, агресивно, штетно, како што е протеус, псевдомонас, клепсиела. Значи, тие бактерии ќе направат инфекција на горните уринарни патишта и ќе доведат до создавање на пилонефритична лузна, која што може да остави последици понатаму у животот. Так, значи внимателно со асимптоматска бактерија да не се лекува. Имаме гледачи на линија да ги вклучиме. Добар ден. Добар ден. Добар ден, повелете, во програма сте. Јас сакам да поставам едно прашање во врска со температурата. Повелете. Вообичаено е кога добиваме температура на децата кога добиват, ноџињата им се ладат. И од стари останато да им даваме чорапчиња со разблажен оцет, а веќе ноџињата се ладни. Дали е тоа во ред или не е? Така, ви благодарам што се вклучивте во програма, многу често поставувано прашање. Да, тоа е она краишниците се ладни, тоа е оној процес на вазоконстрикција, на стегање на крвните садови, па уште ако е пропатено со треска, значи кога температурата ќе достигне некој максимум, онда тогаш веќе доаѓа до затоплување на ножињава. Значи тоа е нормална физиологија, оно што е познато. Нормално физиолошки. Во тој случај нема потреба се стават облоги на ладни нозе, така. Да, добро. Имаме уште еден гледач на линија да го вклучиме. Добар ден. Добар ден. Повелете. Поздрав до емисијата и до гостинат. Благодарам. Вака, сакам да прашам, имам едно бебенце од 6 месеци и детенце од 5 години. Им се случува од време на време и на 20-та, од нигде никаде да крена температура која, например, ќе трае 24 часа и после никому ништо. Сега јас најчесто до 38-103-4 не давам сирупчиња за смирување, за намалување температура. Меѓутоа на таа температура веќе дадам и може ќе дадам еднаш или два пати. И многу пати кога сум отишла да испитам, ништо вирусче, мајка ќе помине, ништо. И така, сега од сега веќе не одам нити не испитувам. Дали е тоа некоја грешка? Значи, навистина од нигде никаде. Детето весело, среќно све и вечер ќе качи температура и може после, не ни 24, може 12 сати и ќе помине и толку. Так. Дали тоа треба да се испита? Тоа не се случува често, да речам. Меѓутоа, кај бебево се случува еднаш до сега, тоа два пати, еднаш беше за запче. А кај повозрастното дете се случува, да речеме, на 5 месеци. Така, ви благодарам што се вклучивте. Пред да одговорам на прашањето на слушателката, сакам нешто да ја коригирам. Не се случила температурата од запчето. Тоа е погрешно. Ту дури некои колеги доктори тоа мислат. Значи, кога доаѓа до покачена температура, запчињата порано искачаат. Значи, оној програм следи порано. Значи, не е температура реакција на искачена запче, туку заради покачената температура, запчето искача пред време. Значи, видите, најверојатно се работи за најверојатно се работи за вирусни инфекции, затоа што тие се многу почести отколку уринарни инфекции. Но ако имате 2, 3, 4, 5 епизоди на некакви нејасни
температури, како што кажа слушателката, тогаш би требало да се испита урина. Кај поголемото дете тоа веќе може да лоцира, да ни даде некакви лоцирачки знаци за, да кажеме, некаква стомачна болка или ова, али бебето, да, ако тоа се повторува 2, 3, 4 пати, да, треба секако да се испита урина, ако е таа немотивирана температура, што велиме, немотивирана без јасен разлог. Така. Имам уште еден гледач на линија. Добар ден. Добар ден. Повелете. Земувам за едно појаснување во врска со истерихијата за која пред малку стана збор. Така. Каде што се спомна доколку асимптоматска е, дека не треба да се третира. Ме интересира како човек да знае, да речеме, кога микробиолошкиот наод ќе покаже 1 милион. Односно, како да знае кој е моментот кога е таа асимптоматска, како што ја опиша докторот, и кога всушност треба да се третира. Така. Благодарам. Ви благодарам за прашањето. Да. Асимптоматска е ако детето нема симптоми. Значи, не е битна бројката. Може бројката да е 50.000, може да е 100, може да е милион. Ја дури од некои колеги добивам панично, ми се јавуваат, ме молат за консултација, за совет, али има 100.000 бактерии, али милион бактерии. Не можам да ги убедам. Значи, тоа е загатување. Значи, видите, бројката може да варира. Може да варира, може да е 100.000, може да е милион, не е битно. Не е битно. Зависи ако често мокрите, ако пиете повише течности, бројката ќе биде помала, ќе се развие таа ешерихија. Значи не е битно бројката, битно е постоење на клинички симптоми. Значи, поголемото детенце може сосема јасно да лоцира печење, пржење, често мочкање, болно мокрење, температура, болка, у стомакот или во слабините, тоа се јасни знаци за уринарна инфекција и таму нема чекање, таму веднаш мора да реагирате бидејќи инфекција со температура постои голема шанса да се создаде лузна на бубрегот. Значи мора се реагира во рок од 24 часа со соодветна антибиотска терапија, дали тоа ќе биде болнички, дали амбулаторно, се зависи од општа состојба на детето. Доколку детево нема температура, нема никакви симптоми, има таков наод, постојан наод, не е загадување, е контаминација у 2, у 3 уринокултури. Прво, една уринокултура не ни вели да е тоа симптоматска бактерија, можеби тоа е загадување. Може би загадување, постои голема шанса да се загади примерок на урина. Значи, кај дете кој што нема никакви симптоми, без температура, без болка, без печење, примокење, пржење и такви работи, тоа е асимптомно и не треба воопшто да се зима никаква урина за преглед, ниту па уринокултура. Така. А доколку споменавме детето има покачена температура, треска, се утврди дека има уринарна инфекција, како што кажавте, мора итно да се реагира. Каква се терапија се дава? Дали само антибиотска? Помагат ли чаевите, како што е чајот од брусница или пак некои другите чаеви? Увиниот чај сме ли воопшто на дете да се даде? Видите, може да се даде друга индикација. Значи, ако се работи за таква инфекција со температура, со треска, каде што постои шанса да се создаде лузна на бубрегот, таму треба веднаш да се реагира со антибиотска терапија. Сега, у зависност од општата состојба на детето, ако детето е добро хидрирано, ако добро пие, ако не го повраќа лекот, тој може да добие антибиотик на уста. Но доколку се работи за дете кое што е тешко болесно, што велиме септично, постојано уроз, сепса, еден лош изглед, температура, треска, повраќање, во урината имаме ацетон, имаме знаци за дехидрација, секако да тоа дете треба да се прими за болничко лекување, значи со давање на инфузија, да се надокнадат течности, да се даде гликоза, калорија и да се даде антибиотик. Значи, докторот е тој што ќе одлучи дали ќе може амбулански со сируп или треба хоспитално, значи со инфузија, антибиотики и течности. Од што зависи дали инфекциите кај децата ќе се повторуваат? Веќе споменавте, има деца кои што мочкат и какат во пелени никогаш не развиваат уринарна инфекција, но некои тој проблем го имаат и преоѓа понекогаш и во хронична состојба, се повторува. Така е. Значи, пред се зависи дали постои некаква абнормалност на уринарниот тракт. Значи, таа најчеста абнормалност е рефлус или враќање на мокраќа урина, враќање на урината во бубрезиви, оно што вела мокрење, што се вели мокрење во властит бубрег. Наназад. Така е, наназад. Значи, она вентилчето, таму каде што мочоводот влегува во мочниот меур, не функционира добро. Значи, од раѓање, една вродена маничка. И тогаш при мокрење еден дел на урината се измокрува, а еден дел иде у бубрег. На тој начин ги носи бактериите во бубрег, тие се втиснуваат во бубрежно
надежното ткање, ќе доведат до инфекција, температура и сите оние знаци и на крај шанса да се создаде лузна, што 1, 2, 3 повеќе лузни може да доведе до сериозна оштета на бубрегот, до неговата функција и понатаму до појава на покачен крвен притисок. На многу тешки последици. И последици, поготово кои што ќе се одразат понатаму кај женските деца во бременост. Не заборавите, сите оние непријатни, тажни случаи што слушаме на телевизија водат потекло, многу од нив водат потекло од некакви уринарни инфекции во детството и од тој рефлукс кој што ќе остави последица на бубрег и може утрен да се манифестира како екламсија кај трудницава. И сосема накратко, бидејќи немаме време, дали децата кои што имаат рефлукс со годините може да го надминат, односно пројде само од себе? Да. Па тоа е така наречен конзервативен пристап, значи неоперативен пристап, каде што се дава, да кажеме, заштитна антибиотска терапија, значи не антибиотици, антисептици, одредени средства, година, 2-3 и на тој начин урината се прави стерилна и на организмот му се дава шанса да сам си го заекне тоа устие, тоа на вентилче што велам и да нема враќање на урина назад убре. Доколку тие мерки не успеат, постојат и други некакви неинвазивни процедури да тоа устие се зачврсти и стане компетентно. Доктор Тасич, навистина ви благодарам што бевте денеска дел од 0N+ и што на гледачите на еден убав сликовит пластичен начин им ги објаснивте сите овие работи поврзани со нејасната температура кај децата и уринарните инфекции, тој линк, таа поврзаност. Ке се видиме повторно. Ви благодарам што не следевте со внимание, се гледаме секој работен ден во рамки на утринската на Телма. Пријатно!